Во денешната епизода на Хоризонт Елма, мој соговорник е Нена Гиевска, менаџер за клиенти. Разговараме за сите предизвици во маркетинг индустријата денес. Здраво, Нена. Здраво, Нина. Пред се фала на поканата. Еве, конечно јас да седнам пред камерите, да направиме еден муавет кој што го правиме најчесто зад камерите. Така. Ние соработуваме со години наназад, меѓутоа ти веќе 19 години си дел од маркетинг индустријата. Што на што те привлече кон маркетингот и кои се твоите почетоци? Види, маркетингот е една чудна магија, да ја наречам. Морам да признам дека првата љубов беше некако медицината. Меѓутоа имам еден медицинар дома што успешно ме одвлече од таа професија, од тој пат, за да буквално едноставно без сомнение се упатам да студирам маркетинг пред се. Почетоците буквално почна уште од пред X години, кога требаше на некој начин да се смислат некои работи околу еден производ кој што го произведуваше татко ми. Многу често се занимава со тоа што значи брендот воопшто, како се развива, дали е тоа традиција, дали е вредност, дали е нешто кое што треба утре да постигне некаков тип на, не знам, на слава, еве да ја наречеме за да не разберат сите. И тоа беше една подлога на самиот почеток, а после се беше по чувство. Едноставно, како што почна студиите, така се повеќе навлегува во приказната околу маркетингот. Меѓутоа не се откажав од уште еден сегмент кој што сметав дека е круцијален за да можеш да ги споиш двете работи кои што обично професионалците од нашата сфера не ги спојуваат, а тоа е комуникацијата како наука и маркетингот како уште една наука која што го прави визуелниот дел на брендот. И кога ја спомена комуникацијата, предпоставувам дека е исклучително важно да ја познаваш и психологијата на луѓето. Да. Значи, тоа е можеби еден најбитен момент, заради тоа што пред се треба да го прочиташ она кое што сака да го каже клиентот, односно да го процениш, затоа што најчесто од оваа страна кога сме на тие состаноци за брифови, што се треба да се случува со еден бренд, независно дали за производ или услуга, треба да сватиш како он размислува за сопствениот бренд. Кога ќе навлезеш во тоа и кога ќе ти го дадат самиот бриф, некој пат и точната алатка која што треба да ја искористиш е некаде меѓу редови, кога го говори тоа самиот клиент од другата страна. И тука веќе почнува процесот. Значи, штом ги земаме сите тие заклучоци, истражувања во однос на секој бренд кој што ќе дојде кај нас во агенцијата, тука почнува процесот на создавање. Сега, тој процес е, како да кажам, нешто кое што не е туку така, ајде сега ќе уклучиме едно копче, па ќе биде многу лесно да создадеме некаков тип, дали е тоа комуникацијска или маркетинг стратегија или се поново нормално стратегија за социјалните мрежи. Тоа е процес на создавање, процес на брифирање во различни сектори нормално се со цел да дојдеме до една вистинска вредност за брендот за кој што работиме. Што ми ја подготвуваме таа стратегија, тогаш веќе знаеме дека и веруваме во истата и како таква ја предложуваме према клиентот. После почнува забавата. И кога ги споменавме почетоците, твоите почетоци се токму во телевизијата. Да, колку беше тоа корисно искуство, затоа што и понатаму продолжи да соработуваш со телевизиите. Така, беше интересно, тоа беше случајно на еден сегмент, заради тоа што несомнено нели нормално кога ќе излезеш свежо од клупите, жешките клупи на универзитетот каде што студирав, имав потреба веднаш да почнам, заради тоа што да кажам дека маркетингот и комуникацијата не е само тоа што ќе го научиме во нели на училиште или на факултет или така натаму, него едноставно е нешто кое што тек топрва ќе треба да го учиш. И ако некој денеска ме праша што е маркетинг или дали знаеш се за маркетинг, јас несумнено ќе кажам дека не знам ништо. Се уште не знам ништо, заради тоа што 19 години. После 19 години, заради тоа што ова веќе станува се побрза и побрза индустрија каде што мораш секојдневно да учиш. И тоа да учиш од аспектите, да учиш од самите брендови кои што се веќе присутни на пазарот, а од друга страна и да создаваш нешто ново кое што досега не е видено, поготово кога станува збрза пазар како што е Македонија. Релативно мал пазар, можам да кажам дека имаме доста креативци кои што функционираат на нашава територија и доста од нив ги извезуваат со сопствените интелектуални
услуги надвор, и баш поради тоа треба да има еден голем надпревар, да кажам, кога станува збор за идеите. За идеите се клучна работа кога станува збор за и за маркетингот, меѓутоа и за пиерот во принцип. Различни клиенти, како тие ги прифаќаат различните идеи? Па како што кажав на самиот почеток, прво треба да го ислушаш, односно клучната работа која што треба да ја прави еден професионалец од оваа страна е да го ислуша клиентот во целина. Штом го ислушаш клиентот, тогаш знаеш точно што треба да правиш понатака. Нормално тоа не го прави само еден човек, го прави цел тим во позадина. И кога ќе дојде моментот дека во исто време може да се случат повеќе настани или повеќе клиенти или повеќе кампањи, тогаш едноставно си знаеме точно од каде до каде завршува еден бренд и една приказна и каде продолжува друг. Така да се е во успешноста на менаџирањето ствари. И кога го спомена брендот, во едно интервју Иван Станковиќ спомена дека брендот е ветување кое се исполнува. Како ти би го дефинирала? Ајде отидам во сосема друга насока. За мене брендот е енергија. Заради тоа што исто како што се луѓето во принцип. Брендот треба да комуницира, брендот треба да има некаква изјава, некаков стейтмент, да го кажам на англиски јазик, и сето тоа предизвикува некаков тип на чувство кај крајниот потрошувач, купец или така натаму. Само заради тоа можам да кажам дека брендот е енергија. Има многу дефиниции за тоа што представува брендот, меѓутоа за брендот за мене е енергија дефинитивно. Енергијата кога ја создаваш со крајниот потрошувач, тоа е уште една поголема активност, заради тоа што точно знаеш дека правилно си ја поставил кампањата во однос на еден бренд. Така да тоа е нешто што останува, и можам да кажам дека е чувството кое што го има секој потрошувач откако ќе заврши кампањата. Значи ние многу често знаеме да кажеме кампања, сметаме дека нешто тоа е толку долгорочно и треба да се гради со време. Не, постојат краткорочни кампањи и тој ефект кој што ќе го доживее самиот потрошувач кога ќе остане кај него како чувство, знаеме дека сме погодили работата. Како менаџер за клиенти си соработувала со различни профили на клиенти. Кои се најлесни за соработка, а кои пак најтешки? Види, во принцип многу е битно прво како ќе пристапиш. Нема лесно, нема тешко, него работата е колку си ти спремен да инвестираш сопствено време, мисла, да речеме, а и тим с кој што ќе работи на нешто. Така да нема лесни и тешки клиенти, не можеме така да ги поделиме, него има лесни и тешки проекти кога ќе кажеме за тоа што треба ние да го изведеме на крај. Еве таа скала која гледаме, тешкотијата на еден да го кажем проект се заснува на тоа колку процеси има внатре, што се треба да постигнеме и кој е ефектот кој што ќе го добиеме на крај. Обично кога ќе ги смешаме компонентите на маркетинг, пиар, па и ивент индустрија, заради тоа што се почесто и почесто нашите настани стануваат големи настани, кои што треба да ги испромовираш некаде, оставаме еден простор за грешка. Значи тоа е, пак ќе кажам, менаџирањето е правиот момент, затоа што ако знаеш дека си сгрешил одреден процент, дека и е правилно да го сгрешиш, заради тоа што само така ќе научиш како во иднина да можеш да постапиш правилно. Имало често ситуации кога била погрешна проценката и одлуката? Можам да кажам дека и да и не. Кога ќе кажеме проценката, збориме за тоа што е жива материја, затоа што обично кога станува збор за настани, големи настани од обем, знаат да се случуваат некои технички проблеми во позадина, непредвидливи. Оние кои што не зависат од човекот во принцип. Меѓутоа, начинот и работата со тимот е многу битен за да тоа не се осети, да не го осети никој тој кој што бил таму на самото лице место. И е многу битно дали на крајот, повторно ќе кажам, клиентот е задоволен, публиката или аудиенцијата која што е присутна таму дали е задоволна и дали доживеала нешто на крајот на денот, кога ќе се случи еден таков тип на настан. Многу често го споменуваш тимот, претпоставувам дека тимската работа е исклучително важна во оваа професија. Да. Можам да кажам денеска има еден тренд на однесување на луѓето во наша сфера.
Многу често знаеме да видиме угласи кои што се пуштени од страна на компаниите, треба некој да биде и дизајнер и менаџер на социјални мрежи и да знае како да ги спонзорира рекламите, а при тоа да напише супер текст или да напише соопштение за јавност и така натаму. Значи, да, не велам дека не може еден човек да го прави тоа, меѓутоа секогаш кога имаш еден тим кој што те подкрепува со еден малце поинаков поглед на работите од тоа што ти го гледаш, е многу поуспешно, многу повредно. И таа низа на работа веќе нас ни остави еден простор за да можеме да бидеме сигурни, повторно ќе кажам, дека оно што го правиме како што треба. Рачунај дека се случувале последниве настани каде што се гледавме ние, секогаш сме ги правеле во дослух со тоа што, на пример, го сака публиката или сакаме да го слушнеме како информација во јавноста, позади сето тоа не стои само еден човек. Тоа е една синергија помеѓу неколку луѓе, кои што ние претежно сме мала агенција, меѓутоа ние функционираме на таков начин, си ја подаваме работата помеѓу себе само за да можеме да си направиме еден дабл чек. Кога ќе си направиме еден таков процес на проверка и проверување на нештата, повторно ќе кажам, знаеме дека нешто сме го направиле како што треба. И успешноста се мери во однос на тоа како сето тоа ќе помина во јавноста. Ние најчесто сме соработувале во сферата на културата, особено интензивна беше нашата комуникација по премиерата на Силјан и сето оно што следеше понатаму. Можам да кажам дека твојата комуникација со медиумите беше на највисоко професионално ниво, секогаш смирена, меѓутоа морам да кажам дека верувам дека е предизвик во време на економска криза, не само во Македонија, туку и во светски рамки, да дојде културата до израз е навистина тешко. Имавме еден состанок сега скоро минатата недела во една од институциите кои што се занимаваат со вакви тематики. Токму истото го зборевме. Зборуваме за државна институција. Да. Вако се случува еден момент кој што не знам дали јавноста може да го примети до тој степен, заради тоа што ние дневно примаме многу информации. Примаме информации колку што пред едно 30 на 40 години ги примале за 10 години. Мислам, тоа е една суштинска работа која што моментално не преоптоварува нас како луѓе, како битие. Го коментиравме истиот момент. Значи, најчесто кај нас публиката реагира на она кое што е во негативен контекст. Тоа се случува, не знам поради кој факт. Значи, треба многу дламенски да навлеземе во истражување за да сватиме зошто ние повеќе, еве да кажам, трзаме на негативните работи, отколку на позитивните. Од друга страна, кога ќе отвориме еден од преборувачите, односно пикерите на информации кај нас, ќе видиме дека културата се наоѓа веднаш после Црна хроника. Така. Тоа е еден поразителен момент и секогаш дури со твоите колеги од областа на културата, кога станува збор за новинарството, многу често сме разговарале на оваа тема и сме сватиле дека многу е тешко теми од областа на културата да ги извадиш напред, да бидат видени, да бидат прочитани, да не биде само онаа страшна навика која што имат луѓето, читаме само наслови. Мораме да имаме суштина за културата, а ако имаме таа суштина, многу полесно ќе се пренесе према општеството во кое што живееме и верувам дека ќе сватат луѓето дека имаат повеќе содржини на кои што можат или да ги видат, или да ги посетат, или да ги доживеат. Борбата ќе биде голема и претпоставувам дека ќе биде голема и во наредниот период како предизвик пред се. Меѓутоа, овие теми се многу добри заради тоа што му даваат еден благодет на секој оној кој што ќе ја прочита како информација. Кога го спомнавме, например, Силјан, во моментов кампањата се водеше, повторно ќе кажам, во еден друг контекст. Не беше во контекст да по секоја цена го изрекламираме ние како филмско дело на Тамара Кутевска, туку беше како контекст кој што гледавме како публиката реагира на позитивната информација. И верувајте дека оно што го доживеавме како резултат на крај, кога ги собравме сите медиумски објави, зборам само за Македонија. За Македонија, да. Нема да говорам за оно што се случуваше надвор, кој ќе ги собереме на едно купче вако објавите, немаше ниту една негативна ваква вест. Ниту една вест со негативна конотација. Ниту една негативна критика од страна на критичарите кои што се од областа на филмот, односно културата и обработуваат филм.
Така да тоа е еден успех кој што се темели и на база на нешто кое што некој паметно го срочил како стратегија, а од друга страна можеме да кажеме и да дадеме на длабок поклон на самиот филм. Успеавме да ја натераме македонската публика да гласа за филм кој што се уште не го видел. Кој немаше видено, да. Така да верувам дека еве сега како се движи периодов, нормално како пројде во низ киносалите низ Македонија, сваќам дека всушност сме го поттикнале вистинскиот момент кај луѓето. Така да ете како во еден период се гради една краткорочна комуникацијска стратегија која што е на повеќе нивоа, можам да кажам. Кога било минус откупувањето од познат вакво дистрибутер на филмови, пред да влезе во оскаровската кампања и така натаму. Значи тоа се само информации кои што дополнително му даваа вредност на филмот, а да не збориме и за наградите. Во континуитет ги следите светските трендови кога станува збор за промоција на културата. Меѓутоа, на кое ниво е свеста во Македонија за начинот на кој што би требало се промовира културата? Ако не прашаш наш како професионалци од оваа страна, ќе кажам дека не е на добро место. Меѓутоа се менуваат работите. Па ќе кажам тоа е исто толку брзо се случуваат ситуациите да од денеска за утре веќе можеме да кажеме дека нешто добро сме направиле во однос на тоа како ќе ја позиционираме културата. Меѓутоа сметам дека фали една голема стратегија која што ќе кажам голема не сметам на нешто во обем, него длабински поставена стратегија за тоа што значи се културата кај нас. Гледаме дека сме, како да кажам, извор на одлични музичари, џез музичари, писатели, да не збориме за актери, професионалци во својата област. Еве го ова што ни се случува со филмот, исто така. Значи, се покажуваме сепак негде на мапата во светот. Така да мораме да имаме стратегија за културата воопшто тука и на каков начин таа ќе ја презентираме, не само дома. Дали секогаш тоа зависи од финансиите? Во принцип да. Заради тоа што за да може на пример еден таков тип на проект да го најде сопственото светло некаде во јавноста, мора да се инвестираат средства. Не може да работите сами од себе да тргнат. Ниту пак некој може да каже, добро, јас ќе си го испромовирам мојот продукт или мојата представа или така натаму ќе го испромовирам на сопствен начин. Тоа треба, дури да се има мал број на средства, може да се направи паметно позиционирање на работите. Гледам дека секоја институција, поготово ги гледам театрите, дека се повеќе и повеќе почнуваат да го користат сегментот на пиар и на маркетинг, пред се на социјалните мрежи. И многу ми е драго, например, кога ќе слушнам дека нема карти за некоја представа која што сакаш да отидеш да ја гледаш. И сето тоа е плод само на работа. Верувате, се е плод на работа, заради тоа што треба да го заинтересираш гледачот да дојде во театар. Треба да го седнеш во тоа столче и да му дадеш една добра представа и да се отиде таму со убаво чувство, за утре пак да дојде. На некоја наредна, на некоја нова и така натаму. Така да верувам дека работите ќе се менуваат, заради тоа што сваќаме дека културата ни е можеби основа за повеќе работи. Без оглед што е позиционирана на тоа место на кое што е позиционирана. Да. Знаете што, имавме пред едно 10 години, значи малку се истакнавме во кошарката, малку се истакнавме во рекометот и така натаму. Значи имаме ние сегменти каде можеме да испромовираме сопствената држава. Меѓутоа треба тоа да биде паметно. Ако сега гледаме дека спортот полека се смирува, односно не е толку гласен како што бил претходно, тогаш имаме друг пиедестал кој што треба да го кренеме. И секогаш има изнаоѓање на нови форми. Да. Македонија ги следи тие нови форми, дека не се само телевизиите и печатените медиуми, тука се и социјалните мрежи. Да, види, мислам, социјалните мрежи го земаа приматот на маркетингот и на дигиталниот пиар. Можам и така да се изразам. Дигитален или традиционален маркетинг. Ето така, значи кога ќе направиме една комбинација, се уште сме ние тука на ова тло комбинација меѓу дигиталните и традиционалните медиуми, заради тоа што треба вешто да знаеш како да ги конвертираш тие после во дигитални алатки кои што ќе отидат на социјалните мрежи. Не можеме да кажеме дека ние можеме лесно да адаптираме некоја светска кампања тука, него едноставно треба да прво да изанализираме дали е доволно направена за нашиот менталитет. Значи тука се уште има
вакво Дали многу има работа. сензори за тој начин на маркетинг? Да. Значи тие работи се различни или кога стануваме за локално односно локализирање на еден тип на кампања, тогаш најчесто се случува еден момент каде што го претвараме тоа во еден друг дух, го поттикнуваме самиот потрошувач да се однесува нели како што се однесува, сепак да му даеш еден странски призвук на сето тоа, странски лошо звучи, меѓутоа меѓународен призвук. Колку се важни економските параметри, да кажеме моќта на компаниите и колку ја прават разликата меѓу маркетинг и пиар? Види, кај нас ги знаеме кои се големите компании, дека си имаат годишни маркетинг буџети со кои што ги развиваат сопствените брендови. Тука не смееме да кажеме стоп во ниту еден сегмент. Дали се станувало збор за голема компанија, дали станувало збор за мала компанија, голем бренд, мал бренд и така натаму. Значи, тука во однос на комуникацијата мораме да имаме конзистентност. Кога станува збор за средствата, за секого има простор. Па ќе кажам, заради тоа што и малиот клиент се третира како голем клиент. Ме разбираш? Значи, тоа е процесот на работа, затоа што кај големите корпорации тоа е нешто кое што претежно е создавано од тие мапекси, односно начинот на продажба на производ, па се создаваат средствата за маркетинг. Дека кај малите компании некој тоа го дава буквално од джеб, само за да може да си го најде сопственото светло на пазарот тука. И повторно ќе кажам, Македонија веќе не е граница во тоа дека ние само тука треба да продаваме или тука треба да правиме дополнителна едукација на луѓето, него едноставно веќе ништо не ни е лимит. Значи самите брендови од овде, дури мали брендови, има успешни приказни кои што успешно продаваат на меѓународниот пазар. Така да буџетите да, начинот и пристапот да, и тимот кој што стои позади таков тип на бренд. Не зборам само од агенцијскиот, него зборам натре компаниските работи. И оно што сум го приметила во, можам да кажам, последниве 5 години, дека почнуваат доста често да работат и на внатрешниот, internal PR. Како луѓето помеѓу себе комуницираат, како го сваќаат сопствениот бренд за кој што работат. Дали кога ќе излезат надвор од работното место се поистоветуваат со брендот. Сме работеле малку и консултантски во однос пред се во на FMCG индустрија и дистрибуција, каде што гледаме дека буквално еден човек кој што излегува од работа, буквално е тој кој што Тоа представува компанијата. Така. Да. И кога ја спомена комуникацијата, знаеме ли да комуницираме? Еве да ги ставам за пример социјалните мрежи, дури и кога имаме спротиставени ставови. Дека и тоа е нешто што се учи. Дали знаете култивирано да ги спротиставите ставовите? Малце потешко прашање. Знаеме да комуницираме. Не сме ние неопипан свет, ниту неопипан на народ кој што живее тука. Секој има право на сопствениот став, нели? И се зависи од темата на која што треба да дебатираме. Нели? Многу често се случува во одредени личности да се прогласат за експерти за различни теми. Без нималку самокритичност. Така е. Види, знаеш како, кога ќе достигнеш еден сегмент на искуство во работата, кога ќе достигнеш еден сегмент каде што луѓето почнуваат веќе да те слушаат, не си само некоја безмисловна именка, тогаш и можеш можеби да се само прогласиш за експерт во некој работи. Меѓутоа, за да го работиш ова што го работиме ние, треба многу учење. Часови и денови поминати, пред се заради можеме да ги сватиме начините како комуницираат луѓето, не збориме за тоа. Рачунете, најчесто се случува како еден момент многу сте силни позади тастатурата. Така. Излези вака јавно говори за некои работи, па тогаш ќе правиме муаве дали си експерт, дали не си експерт или колку голем експерт си и така натаму. Значи многу често сме слушале такви типови на гуруа кои ќе дојдат тука во држава и ќе направат некаков тип на предавање и тогаш наставно си одиш со еден убав сегмент во себе си, викаш добро, окей, го сваќам, значи исто размислуваме. Меѓутоа, ќе дојде момент кога ќе сватиш ти дека живееш во еден друг тип на општество, и дека тоа што го размислуваш ти врска нема со тоа што народот тука го мисли.
Значи тоа е за мене на пример, за мене пример било некогаш поразително, заради тоа што многу често знаеле да ми кажат, чекај малце, ти многу напред одиш, идејава не е за тука. Не викам, идејата треба да созре, така, за да можеш да ја пласираш и треба да работиш на терен, за да може таа да биде прифатена од страна на публиката. Ни да доаѓа... го едуцираш и тој терен на кој што работиш. Точно. Заради тоа што многу е тешко, пак ќе кажам, многу е тешко денеска, еве извадете колку на пример производни компании има во државата. Имаме многу мали суббрендови, брендови кои што излегле пред година, две и така натаму уште се мачат да си го најдат сопственото светло на пазарот. Треба да го навикнеш некој да иде тоа да го купи од продавница или да ја купи како услуга. И да верува во тоа. И да верува во тоа и да каже ова е добро. И зошто веруваме? Кој бренд стои позади тоа? Значи кој е тој кој што го произвел тој бренд? Кога знаеш ти дека имаше на целина, нема да се дрзнам да спомнувам брендови, меѓутоа кога знаеш дека квалитетот кој што го има производствената компанија, тогаш и се што ќе излезе од таа компанија, знаеш дека е добро направено, дека му е посветено доволно време. Така да комуникацијата е многу битна, дури за тие сегменти, затоа што ние можеме да сме и против и за некои работи. Меѓутоа треба да гледаме малце понапред. Не смееме да останеме со тој еден чуден превес кој што го имаат генерациите кај нас, па новата младата Z генерација па не носи во еден друг контекст, кој што дури ние еве како професионалци кои што долго време го работиме ова, се уште не можеме да ја опипаме до крај таа публика. Така да они па комуницираат на еден поинаков начин. Кои се предизвиците со кои денес се соочува маркетингот и PR-от? Еве, кога сме сведоци на вештачка интелигенција? Види, вештачката интелигенција многу често знае да направи еден раздор и да те здрма малку за да те поттикне да тоа да размислуваш дали ќе бидеш потребен во индустријата или не. Меѓутоа оно што едноставно можам да го кажам, вештачката интелигенција е алатка, која што може да ги забрза процесите. Меѓутоа никогаш не може да ја создаде идејата. Тоа е оно што е вредно и тоа е едно нешто кое што ќе може да те придвижи напред. Исто така е, гледам дека се повеќе се користи во индустријата наша и оно што можам да го порачам од оваа страна дека ќе треба да се внимава многу. Заради тоа што има еден тип на алгоритам кој што прави репетитивни вако зборови, кога станува збор на пример за копирајтот и така натаму, значи ќе мора многу да се внимава заради тоа што на таков начин веќе го позиционираме ние, нели, одреден бренд дека користи вештачка интелигенција, некако трендовите кои што се наметнуваат се поинакви. Велат последните, нели, нормално препораки за оваа година, кои што обично се случуваат негде кон крајот на претходната, препораките се дека всушност луѓето веќе толку еднолични работи ги гледаат, што веќе се што е на социјалните мрежи им станува одбивно. Значи ние веќе сериозно мораме да поработиме на моментот дека мораме да го вратиме тој човечки допир во се оно што е поврзано пред се во социјалните мрежи. И да има одредена селекција. Да, и ќе треба да се работи со реални фотографии. Так, повторно ќе го напоменам ова. Да, имавме ние еден предизвик за еден клиент, работевме комплетно создадена реклама од вештачката интелигенција и одлично поминува, сакам да кажам, кога станува збор, дури те изненадува, нека за таков еден процес си требало да потрошиш илјадници евра и денови на снимање и кој ќе дојде момент за монтажа и така натаму, за да можеш да го создадеш тоа парче. А овде трае многу пократко, нечи многу средства и едноставно ја поттикнува, нели, односно ја сваќаме поентата на крајот што е со самата реклама. Меѓутоа, повторно ќе кажам, без да имаме човечки инпут во целата работа, џабе не се. И тоа е оно што јас го размислам за вештачката интелигенција, никош нема да не поклопи. А нашите услуги како луѓе кои што се занимаваат и со маркетинг, и со PR, и со социјални мрежи, ќе стануваат се поскапи. На таков начин да го кажам, затоа што интелектуалната мисла и дело се нешто кое што дефинитивно го вади секој бренд или секоја компанија напред. Во моментов на што работиш?
Во моментов се работи на смеам да го спомнам така како има наслов. Моментално се работи на краткометражен анимиран филм за деца, кој што е направен врз основа на веќе 3 издадени сликовници. Во моментов сме со оној почетниот процес на предпродукција, кој што очигледно кај мене буди еден малце поинаков тип на емоција. Работиме на нештата, се обидуваме да што поскоро да го завршиме, заради тоа што помина долго време од како го најавивме. Меѓутоа, знаеш како обично во нашава индустрија викаат оној кој што треба да се грижи за себе, последен се остава, така да моментално актуелно е тоа. Во меѓувреме, за да можеме нормално да го поставиме тоа како бренд, сопствен бренд на пазарот, издадени беа, како што кажав, 3 сликовници, театарски представи за деца, кои што уште толку ни го потврдија моментот дека сме зрели за анимиран филм. Така да моментално работиме со едни многу интересни ликови, кои што всушност се ликови од плакарот на едно девојче Мими. Мислам дека во изминатиот период е важно дека е на многу повисоко ниво свеста кога станува збор за литературата за деца, за анимираните филмови, и сведоци сме дека дури кога станува збор за илустрациите, дека се работи на тој план. Да, Нина, оно што го приметивме можам да кажам слободно, последниве 3-4 години има хиперпродукција на литература за деца, а тоа ни кажува колку всушност тоа ни недостасувало тука. Можам да кажам слободно за Лефти и Рајти дека е нешто кое што е зачнато многу одамна, меѓутоа требало да биде доволно зрело за да може да излезете во форма на сликовница или во форма на детска представа. Оно што е битно дека се повеќе се работи на естетскиот момент кога станува збор за визуализација на нивни вакви работи. Затоа што тоа е првото нешто што ќе го привлече. Да, дефинитивно, самата сликовница или книга или роман, значи треба да те привлече во прикупување нормално, со тоа што содржинската структура внатре е таа која што всушност ќе му даде на едно дете малку поинаков свет. Твоето секојдневие е комуникација со различни профили на луѓе, меѓутоа што кога ќе заврши денот и кога би требало да се релаксираш, колку имаш енергија за оние што ти се најблиски? Имам една порака, која ќе дојдам дома, многу често сакам да ќутам. Да не разговарам. Почита према најблиските, према семејството и така натаму е многу битна. Затоа што таму ја црпиме енергијата. Да, точно. Тука е семејството секогаш да те поддржи, да те искара ако евентуално нешто грешиш некаде, меѓутоа енергијата ја наоѓам во домот. Ја наоѓам во некои мали ситни задоволства кои што така мене ми се секој си е различен нормално. Ја сакам на пример музиката, имам човек дома кој што произведува музички инструменти, па знам и малку околу музичкиот свет да функционирам, да. Па знам да отидам некаде на викенд кај што ќе можеш да се исклучиш, чисто онака за да можеме да ги наполниме батериите, и она што е битно, мислам дека патувањата се многу битен сегмент за да може човек некако да се регенерира. Во однос, меѓутоа многу брзо влегуваме назад во шемата, заради тоа што на пример јас за себе можам да говорам, не сум таква личност да треба да се исклучам 10 дена или на одмор сум и толку. Добро, колку ти е доволно да кажам? 3 се доволно за да можеме. Да, 3 се доволно за да можеме да продолжиме. Нена, ти благодарам за разговорот и посакувам да има уште многу убави поводи во сферата на културата, се разбира, за кои што ќе комуницираме. Ти благодарам.